Добар ден, почитувани, ова е магазинот за родителство 0+ месеци. Ставовите за детската исхрана драматично се променија. Превртената пирамида, каде мастите и протеините, како месо, јајца, путар, се во основата, а шекерите и преработените јаглехидрати се изфрлаат. Е револуционерен пристап кој создава дилеми кај родителите. Дали дебелината доведува на вистина до стомачни проблеми во детска возраст? Се среќава ли кај нив замастен црн дроб? Зошто обстипацијата стана епидемија? Има ли вистина дека исхраната е главниот виновник за тоа? Зошто децата често се жалат на болки во стомакот кај папокот, а имаат уредни наоди? Кога станува збор за функционална тегоба, а кога за сериозен проблем? За сето ова денеска разговараме со професор доктор Сонја Бојаджиева, детски гастроентерохепатолог. Разговорот ќе го проследите по блокот реклами, а како и досега при крајот на денешната емисија ќе оставиме простор и за ваши прашања во програма. Зошто децата често се жалат на болки во стомакот? Дали врз стомачите тегоби влијае начинот на исхраната? За сето ова детално од денешниот разговор со професор доктор Сонја Бојаджиева, детски гастроентерохепатолог од Универзитетската клиника за детски болести во Скопје од Оделот за гастроентерохепатологија. Професорке, добар ден, добре ни дојдовте во магазинот за родителство 0+ месеци. Добро ве најдов. Најнапред дозволете ми да ги поздравам сите гледачи на ТВ Телма, а посебно на вашата емисија од 0+ месеци или Телма амбуланта, вака општо земено. Така, во деновите кога зборуваме за педиатрија, всушност за педиатрија. Начнавте многу теми, се надевам дека ќе одговориме на повеќето. И ако не, следен пат повторно ќе дојдам. Секако, секогаш сте добре дојден и со задоволство ги реализираме овие емисии со вас. Да, благодарам на поканата. Многу промени има во препораките за исхрана кај децата, но и кај возрастните. Се промени во последниот период и пирамидата на исхрана. Повеќе старата не важи. Сега во новата, превртената, во основата се месото, односно протеините и мастите. Месо, јајца, путар. Дали се тие неопходни за детскиот раст и развој? Зошто довакви препораки? Гледам дека навистина ги следите новостите. Значи, ова е нешто од 2026. 7 па 19 беше пресконференција. Практично во Америка таа пирамида некако ја преврте. Има US Agriculture Department, практично тие промовира на некој начин и потоа Министерот за здравство во Америка. И новата пирамида може да се види на екранот. Знаете, во педиатријата ние работиме по одредени протоколи. Европски протоколи од Европското здружение за педиатриска гастроентерохепатологија, нутриција, секако тука се Америчката академија, секакви новости. Ова е повеќе ми се чини за општо население, што треба да јадеме и како да јадеме. И навистина се преврта таа пирамида. Не само што се преврта и многу од намирниците кои што треба ние да ги консумираме секојдневно за еден правилен здрав живот. Во педиатријата ние, како викаме, некако здрава храна, малку изгледа смешно, бидејќи опозито здрава ќе биде болна. Јас стално и на предавање, на презентации тоа го кажувам. Нешто што е важно, што треба ние да знаеме и како педиатри и општата популација, во педиатријата збориме за правилна исхрана или оптимална исхрана. Која е таа храна? Храна која што треба да овозможи не само правилен раст и развој на детето, тоа ќе порасне. Треба емотивен, социјален и интелектуален раст и развој. Значи, убаво е емисијата од раѓање, практично, да не зборам за мајката за време на бременоста, па од раѓање до создавање на една здрава единка која што понатаму ќе може да функционира сама, да кажем, односно адултниот период и да го предадеме веќе детето на адултите тие да се грижат. И тоа така чекор во чекор има многу измени во текот на годините. Не сме биле родени. 50-тите години имало еден начин на исхрана и кај децата и кај населението на глобално ниво, светско ниво. Потоа, некако тамо 92-а искочи еден гайдлайн, практично овај ист, ваков овој преработен, па 2011 ми се чини, значи само се менуваат тие гайдлайнси водичи
како ние да се заштитиме, да превенираме одредени заболувања во адултниот период, значи како возрастни, да ме разберат гледачите. Да не добиеме некои болести, како срцеви болести, кардиоваскуларни, значи други заболувања, кои што понатаму ќе бидат на терет не само за фамилијата и за човекот, туку и за целото општество. Така да на таа пирамида шеќерот беше на врвот. Ќе почнам од шеќерот. Ако знаеме, сите знаат, ми се чини, 3 бели смрти. Што се тоа? Сол, шеќер и брашно. Значи не треба тоа малтене да го консумираме, меѓутоа тоа е различно во различни земји. Менталитет, начин на исхрана. Ние малтене во држава јадеме леп со бурек, како да ви кажам. Значи тоа е на прво место. Значи таму шеќерот не е во ниедна група. Веќе не е ни на крајот на пирамидата. Тоа е прва вака револуционерна промена. Спомнавте месо. Па знаете како, месо прави месо. Зошто јадеме ние? Зошто секој ден? Тоа е значи прво одржување на живот. Ние да преживееме, да задоволиме базален метаболизам. Просто кажано, тоа е енергија, метаболизам, значи што ни треба енергија, да работат виталните органи. Витални органи ни се срце, бели дробови, бубрези и така на. Значи да може, тоа е минимум енергија која ни е потребна да може да преживееме. Потоа, кај децата, за правилен раст и развој. Значи ни треба храна, ни треба енергија да може да расте детето. Понатака, за стварање на нови ткива и обновување на истрошените, за правилно функционирање на гастроинтестиналниот тракт, на хормоните, на секоја една клетка, и понатаму ни треба енергија да бидеме работоспособни. Јас да дојдам тука на во телевизија да говорам, вие на работното место и така натаму. Значи, секојдневно ние треба да се храниме правилно, оптимално да ни биде исхраната, во однос на процентуалниот однос на јаглени хидрати, масти и протеини. Тоа се тие макронутриенти ги викаме. Па потоа доаѓаат витамини и така натаму. Минерали во траги кои што исто така не се многу потребни. Ги споменавте мастите, значи мастите се неопходни за правилен развој. Нема, кај децата. знаете, мозокот е така изграден, ни треба шеќер за мозокот, меѓутоа да видиме од каде ќе го земеме тој шеќер, некако шеќер. Понатака, целиот мозок е како орев, како маз, значи ни треба исто така задоволување на потребата од масти. Не може без масти, практично живот нема. А без протеини да не збориме. Протеин значи живот, значи прво нешто, протеус, грчки збор. Уште убаво има некои записи од таму 1838 година колку е важен протеинот, па потоа понатака следат другите записи каде што практично без протеин нема живот и ние мора да ги внесуваме. Сега да појаснам малку. Протеините имаат значи важност како протеин и таму асоцира тој нов, да кажам, гајдлайн. Храна, јадете вистинска храна. Неколку пати така ги цитира и во пресконференции министерот. Вистинска храна, не многу обработена со пржени работи, со многу маси, меѓутоа треба да се внесат оние маси кои што се потребни. Маслиново масло, 100 пати е спомнат во гајдлајнот. Понатака кокосово масло. Значи ние имаме масла кои што се вистинска правилна исхрана, да кажам, оптимална исхрана. Кога збориме за овие протеини, јас малку протеини, малку масти, меѓутоа сакам да кажам колку се важни. Протеините има есенцијални и неесенцијални. Има протеини кои што од тие есенцијалните кои што не може организмот да ги создаде. 9 се по број, треба да ги внесе од надвор. Како да ги внесе? Тие што ќе се создадат неесенцијалните и толку не е битно. Меѓутоа есенцијалните ни се најважни, особено во периодот на раст, особено во период на оној најголем раст детето има во дојнечкиот период, кога утростручува телесна тежина, и вториот пик на раст е во пубертетот. И најголеми промени настануваат во целото тело. И тие есенцијални аминокиселини
највеќе ги има во месото. И тоа кое е месо? Сега да збориме, секој ден имаме што да јадеме пиле, Значи пилето малтене нема ништо. Не знам, рима омега 3 рибата, меѓутоа нема на тони да изедат за да ја внесат таа количина. И есенцијални аминокиселини. И оние клучни витамини и железо и клучни минерали што ни се потребни има во телешкото месо. Вика не ми јаде ништо да изедам. Денот нека почне со варено телешко месо. Јас себе, моите пациенти може ме гледат, знаат. Зошто? Детето кога ќе стане е најгладно и може да изеде, ќе јаде се. Ако се бајле мајката му даде житарки, што е обратно од старата, значи пирамида кај што житарките се на прво место, детето ќе се засити. Тоа дете до 12-1 тамо нема ништо да јаде. Кога ќе изеде детето, значи 50 грама месо, ништо не е тоа, бебињата го јадат. Телешко месо, ќе внесе аминокиселини, ќе внесе железо, ќе внесе нутритивни и други минерали, натриум, калиум, така натаму. Во траги се внесува железо, бакар. Значи тие се во траги кои што на организмот му се потребни и потоа може да следи јајце. Јајце е одличен протеин. Подобар протеин мислам дека нема после телешкото месо. Значи јајце, може сирење, исто така и тоа е на пирамидата. И секако, значи, цел ден пред децата кога ќе изедат тоа што е потребно, па попладне може да јадете нешто така на шега, што би се рекла. Знаете, децата сакат некои игрици, сакат некоја шега, некој бомбонче и така натаму. Меѓутоа, ќе го изедат од која ќе изедат таа храна која што им е потребна за правилен раст и развој. Откако ќе изедат квалитетен оброк како десерт. Така. Со нешто да се почастат. Така. Сега, дебелината е епидемија. Секаде во светот и кај нас е повеќе има деца со прекумерна телесна тежина. Дали дебелината може да создаде стомачни тегоби? Забележувате ли деца со замастен црн дроб? Како не, секојдневно. Значи, обезноста може да ја поделиме, таа сега веќе во група на болести. Порано, ако беше состојба, сега веќе. Значи, треба да ја поделиме на од органска етиологија, значи, кога има некој здравствен проблем, некоја болест, па детето се дебели, има тука многу ендокринолози, тебе секојдневно сме во контакт, или начин на исхрана, начин на живот. Ние ги гледаме и родителите. Ако сите дојдат обезни, значи дома се консумира поголема количина на храна. Значи тука треба малку да поработиме и секако која храна ја јадат да видиме. Ако скроп јадат секој ден, исто таа пирамида да кажам, скроп, јаглени хидрати и така натаму. Знаете, тој процент на јаглени хидрати, масти, протеини, повторно ќе го спомнам. Ако тој се наруши, ако има за сметка на протеини, се дадат поголема количина на масти и на јаглени хидрати, во тој случај ќе настане дисбаланс. И ние што треба вака и кај возрастни и кај деца? Што треба ние да спречиме со правилната исхрана? Да не дојде состојба на протеинско-калориска малнутриција, викаме. Или порано беа термините квашиоркор и маразмус, ако фалат јаглени хидрати, ако фалат протеини. Значи, кога ќе се измести, се многу јаде шеќер за сметка на масти и на протеини. Многу јаде протеини за сметка на друго, значи, кога ќе се наруши тоа, настанува таа протеинско-калориска малнутриција. Мене многу ми е жал, ние се уште ја гледаме таа. Знаете, разбирам дека кога има повеќе причини да не должам сега за настанување на таа состојба, меѓутоа, една од важните е практично неадекватна или исхрана, или пак не се едуцирани родителите, не знаат што да дадат и сиромаштијата. Мене ми е многу жал што ние се уште гледаме такви деца кои што никогаш во живот немаат пробено месо. Се хранат со вода и со супа и со така натаму. Значи тоа дете не може да се развива како другите деца. Разбирам деца кои што имаат хронични состојби, па не сака да јаде. Болно дете не јаде. Ние кога сме настинати не се јаде. Значи, а уште повеќе му треба енергија, му треба калории, му треба правилна исхрана кога е болно детето. Зошто? Затоа што болно дете многу троши, малку јаде. И сега ако размислиме, од
1 грам на масти се добива 9 килокалории. Од протеини, јаглени хидрати во 1 грам се добиваат 4. Значи, нас ни треба тука правилна исхрана да искочиме од таа состојба, инаку ќе стане циркулус вициозус, викаме, ќе се вртиме во круг и детето на крај ќе треба да го хоспитализираме и да го лекуваме во болнички услови. Што доколку кај детето се јави замастен црн дроб? Сега, таа храна која што не е, ако не е адекватна, се појавува таа состојба. Имаме и хиперхолестеролемија, викаме, фамилна, која што е веќе друга состојба. Ако се појави замастен, треба да ја бараме причината. Која е причината? Дали е стварно исхраната или пак е некоја друга причина? Значи не е едноставен одговорот. Не, значи може има многу вируси кои што го сака хепатотропни, ги викаме. Многу го сакат хепарот, црниот дроб. И го напаѓаат. И сега ќе помине инфекцијата, меѓутоа додека се обнови, да кажам, малку да се ревитализира хепарот, и тука се покајачуваат аминотрансаминазите и треба да дадеме соодветна терапија, за да може да искочиме и да излечиме таа состојба. И секако ултрасонографија правиме, испитувања и го ставаме детето на соодветна терапија и контроли секако. Кај децата исто така мощна чест проблем е обстипацијата, односно потешкоти при празнењето на цревата. Да. Поврзано ли е тоа со исхраната? Или не? Па најчесто е, функционалната е. Може да биде од органска етиологија, кога треба да исклучиме некои болести, или анатомски, или други болести, метаболни и така натаму, или интолеранција на одредена храна, меѓутоа функционалната. Мислам дека нема ден да нема дете со обстипација да ни дојде. Од кога ќе исклучиме органска етиологија, веќе тука се договараме околу исхраната. Знаете, и тоа, има деца кои што долго време и над година дена се хранат само со млеко. Значи со месец, со години, да не кажам само млеко. Млекото може да направи проблем. Друга несоодветна исхрана. И сега тука викаме дали е стварно обстипација. Треба да прашаме на колку дена, кака детето, какво е по изглед, дали има крв, некогаш се појавува фисура, кога напнува детето. И имаме критериуми. Имаме од Еспеган, Ромак критериуми се викат, до 4 години, над 4 годишна возраст. Има повеќе параметри кои што треба да ги задоволи детето, за да колку пати неделно има испразнок, каков е и така натаму, за да кажеме дека е навистина обстипација. Колку пати неделно треба детето да ги празни цревата за да е нормално, кога сметате дека има проблем? Значи повеќе од 2 пати секако, 2 пати еднаш е малку. Само може да толерираме, значи убаво е секој ден детето да има одредена столица и да се види конзистенцијата. Толерираме кога? Толерираме кога детето е на мајчино млеко. Сега ќе речеме зошто? Затоа што млекото се разлага на фини нежни пакулици. Тоа е лактоалбуминско млеко. И апсорбцијата на мајчиното млеко во цревата е 100%. Значи UPN викам, UPN-от е 100%. Апсорбцијата комплетна, не останува ништо. Нема резидуа, значи таа резидуа е многу мала за тек на недела ден. Секако, ако се исплашени родителите, ќе го видиме детето, да не пропуштиме некоја друга кондиција, треба да се палпира, значи да се пипне стомачето, дали е меко, да се разговара, да се прегледа детето и да кажеме дека мада ние ако детето е весело, цицица, напредува, добро мокри, значи не гледаме проблем. Само во тој период. Само во тој период и колку денови може да се? Па недела дена, некои 10 дена. До 10 дена? Да, така да не е родителите се тука избезумени. Да, ма затоа сме тука ние педиатрите така. малку да ги. А кога станува збор за кравјо млеко, која количина на кравјо млеко, колку чаши млеко би направиле проблем? Па, тоа е индивидуално. Индивидуално. Знаете сега, мајчиното млеко не е заменливо. Имавте тука гостин, говореше прекрасно за мајчиното млеко, кое што не постои фабрика која што ќе создаде и состав, мислам, заедно со сите оние компоненти кои што го содржи мајчиното млеко, може ќе има иста концентрација на јаглени хидрати, на масти, на протеини, меѓутоа бифидус фактор, комплементи, колострани телца и да не говорам другиот дел од составот, сигурно не до сега не е возможно да се создадат или секреторен ИГ, имуноглобулин А.
Меѓутоа, кога нема мајчино млеко, вика што да пие, ако не може да купат некоја соодветна формула, има многу формули сега кои што се слични на мајчиното млеко. Да, секако тука на избор ни е кравио млеко. И сега ќе кажам една малку смешка, на испит еднаш еден студент ми вика магаре, еве млеко од магаре. Како викам магаре сега, магарица, ако е женско би било. И тоа се случува и таков одговор. Значи, кравиото млеко е казеинско млеко, не е лакталбуминско. И при варењето се создават крупни громули. Значи, не може да се свари така како и подолго се вари, потешко и така начин може да направи микро крварење во цревата. И потешко е за ресорбција. Во такви ситуации, да, кога нема друго, значи може. Меѓутоа, тоа да биде соодветствено спрема возраста и да се дава во оние према телесната жина има начини како да се даде. Значи, после првата година? Најдобро после првата година, доколку не можат. Сега имаме ситуации кога некои деца не ги толерираат протеините на кравио млеко. Тоа е посебна група на деца, каде што мора да се или да се продолжи со мајчино млеко, па ако мајката дои, тогаш исклучуваме консумација на протеини на кравио млеко кај мајката, или пак се додаваат специјални млека, викаме тоа се прочистени протеини, парцијално или целосно хидролизирани формули, а во најтешките случаи аминокиселински формули, бидејќи на детето, веќе кажавме, му требаат аминокиселини, му треба храна за да може да преживее, а понатака да за правилен раст и развој. И веќе за ставовите и да се почне и дохраната, треба првата година и дохраната. Дохраната е многу важна, која што треба да започне после... Сега и тоа е малку вака интересно. Дали после четвртиот или шестиот месец? Значи, Светска здравствена организација има водич guideline, така да кажеме, вика слободно доење до 6-месечна возраст без додавање на вода и ништо да не се додава, и потоа да се премине на дохрана. Дохрана е кога даваме друга храна или комплементарни фуд, тоа е од... Покрај мајчиното млеко плюс храна? Не млеко, друга храна. А двоврстна исхрана е кога даваме млеко, друго млеко, од друг цицач. Еве, кравио млеко и мајчино млеко, значи кој додава. Додека Европското здружение за педиатриска гастроентерохепатологија и нутриција, значи има гајдлайн кој што дозволува од 4 до 6 месец тука да може да се започне со дохрана. Така да... Доколку детето е спремно, велат? Така. А што тоа значи да е спремно? Па пред се, детето да има правилен до тогаш раст и развој, значи можеме да почнеме ние 4-ти месец со сокчења. Тоа е како атомска бомба, ја стално кажам. Која една капка да се даде сокче е атомска бомба во организмот, се активираат голем број на ензими, на хормони, на активација на ентероцитите во цревото, да се припреми за абсорбција, најголема лабораторија, веќе кажавме, за хепарот, значи тоа е најголемата лабораторија на цел организам и е хепарот. И кога по потреба таму ни се активира се што ни треба, јаглени хидрати, масти, протеини. Професорке, ке поголемите дечиња кои што се во обстипација, важно ли е колку течност ќе примаат? Да, и која треба храна? Треба ли да се внесе храна со која што има растителни влакна во себе? Точно, одлично. Многу сте се спремиле, значи, за оваа емисија. Браво, секоја сте спремни, меѓутоа сега ме воодушевивте. Влакнаста храна треба да се консумира. Значи, храна која што ќе поттикне практично правилна перисталтика на цревото. Зашто ако ја нема таа храна, нема да имаме движење правилно на цревото. Секако во одредени ситуации мора да дадеме, тоа е по guidelines, полиетилен гликол се вика, една субстанца која што мора се расора во вода, која што ќе поднесе ресорбира, меѓутоа ја забрзува перисталтиката на цревото. Тоа исто што е лаксатив или не? Да, лаксатив, да. Добро. Дури има одличен ефект. Порано дававме лактулоза. Практично друга
Сега, ова е во guidelinesот, секако ако не делува, тогаш одиме на втора варијанта. Меѓутоа, храната е тука клучна. Може би ни треба и тука за подобра перисталтика малку шеќер, меѓу шеќерот ќе го земеме на други начини, преку правилната исхрана, која ќе имаме, ќе се внесе со овошје, со друга храна, ќе ја внесе детето. Да речеме, кај нас секој ден, ја не знам, вака во тек на анамнестички, кога земаме податоци, ретко кој слушам дека јаде варена зелка, грав, грашак. Ние треба да се храниме према намирниците, растителни и животински, што ги имаме во државата. Од нашето поднебје. Како што се хранеле нашите предци. Да, граф имаме, пиперки имаме, патлиџан имаме, зелка имаме. Боранија имаме, грашак имаме. Значи, не знам, тоа се најдобрата, да кажам, најоптимална исхрана. Значи, граф, грашок, леќа, боранија, зелка, за ручак и тоа... Одлична. И ќе има редовна столица. Тамо не само што има масти, јаглени хидрати, има и шеќери. Значи, тоа се во минимални траги, меѓутоа ги има. Потоа зашто да јаболка. Најдобро јаболко имаме. Сад, може би во светот, ја би рекла во светот. Јаболка. Сега има некои намирници. Знаете, храната која што ја даваме, адсорбентна храна, која што ја даваме при течни столици, при пролив, акот на диареја, при обстипација не треба да ја даваме. Која е таа? Обратно. Значи, ако даваме на пролив морков, ориз, банана, тука не треба таа да ја даваме, да минимизираме внес на млеко и да ја даваме онаа храна со повеќе влакнисти состојки. И мислам дека тоа можем лесно да се реши. Меѓутоа треба и течност. Точно. Водата е најстар лек, сегде каде одам тоа го кажам. Вода е најстар лек и треба да се консумира. И за нормален раст и развој, значи ние, поготово по малите деца во составот, во телото, имат повеќе вода. А што е со чепчињата? Во некоја ваква ургентна ситуација, родителите можат ли стават кога треба и кога не треба. Јас малку сум против и сите и протоколи се. Значи, над една година не треба да се стават никакви чепчиња, па и до година дена гледаме да тоа да биде минимално, некои препорачуваат и понатака, меѓутоа не треба. Зошто? Прво, не се физиолошки, мислам. Второ, се вознемирува детето. И трето, не насочува кон одредена понатака. Големо дете, сега секој ден да ставаме чепчиња? Дали е тоа во ред? Не е во ред. А што е со ние сирупи што ја омекнуваат столицата? Да, тие се полиетилен гликол или тоа е тоа што го споменавте. Или лактулоза, кој што ние кај децата имаме прашак, па се расва. Има некој на природна база. Чепчињата се навикнуваат, некои деца се навикнуваат на чепчиња. Некои деца прават микрокрварење тамо, механички може. И не е пријатно, над година дена детето веќе му се отварат секој ден нови видици, има значи поготово поголемо дете не треба да се стават чепчиња. А што е со психолошката обстипација? Односно, кога детето свесно не сака да ги испразни цревата? Родителите што поминале низ ова знаат дека ова е еден страшен проблем. Да, функционалната обстипација секако. Кога има потреба, значи ние правиме и ригографија, снимање на дебелото црево, се прави ректално туше, значи да се види дали има фисура, што се случува, дали ампула ректи е полна или не е, значи анусот да видиме, тоа ние го правиме. Меѓутоа, од која ќе исклучиме органска етиологија, значи станува друг проблем некој. Знаете, децата може да бидат многу сурови. Сурови, како сурови на училиште, во градинка. Да нападнат некој дете и почнува стресот. Да му се насме некој како да кажам, на криво да го погледат, тие стануваат сурови и почнуваат атак. Секој едно дете различно реагира. Некој ќе има течна столица, некој ќе има абдоминална болка, некој дете нема да кака, некој дете сака да игра, не сака да оди до тоалет. Сака повеќе да се игра. Така. Потоа домашни проблеми.
се што ќе види, значи сите тие работи ги прават тие функционални симптоми кои што секојдневно ги гледаме. Затоа тука со нас е тимот на психолози, па заедно ги водиме, ги следиме, или пак анорексии, имаме деца кои што не јадат или перцепцијата за себе им е изменета. Мислат дека се дебели и не јадат. И тоа станува голем проблем. Па лежат, па не отварат уста, па мора да се започне парентерална исхрана, исхрана начин алтернативен внес на хранливи материи преку вена или централен венски катетер, за да можеме може да преживеат тие деца. Така и психолошкиот аспект кај децата очигледно може да Страшен, влијае на да. стомачите тегоби. Некогаш и се жалат деца на болка во стомачето, особено околу папокот, ќе се направат сите испитувања, уредни ќе бидат наодите. Може ли исто така стресот, Може, анксиозноста се манифестираат преку болка во стомакот? Стрес, Некои ги значи- нарекуваат и стомачни мигрени. Точно. Значи, околу папокот е најчесто таа функционална болка. Треба да исклучиме органска етиологија и секако некогаш сме во контакт со невролозите. Да, некогаш е. Сега, знаете како, гастроинтестиналниот тракт, јас кога студирав, мислев дека не е толку важен, дека срцето е центар на сите збитнувања, меѓутоа сега знаеме дека е гастроинтестиналниот тракт и дека праќа импулси, сигнали до сите органи. Така да тој спој на гастроинтестиналниот тракт и брене, мозок на англиски, значи секојдневно, секоја секунда е во контакт. Цревото со мозокот, црево со бели дробови, црево со срце и така натаму. И ја прават таа симбиоза кога е се во ред. Меѓутоа, кога се појавува одреден стрес, најчесто е боли стомак, боли глава, па тука мора да мислиме и на тие мигренозни, значи репетирачки абдоминални болки, стомачни болки, кои што ние друга етиологија сме исклучиле, или ќе биде функционална, или може да биде еквивалент на некој напад. Затоа сме во контакт со невролозите, па кога е потребно се прави ЕЕГ или други испитувања, за да може да потврдиме или да исклучиме таков тип на мигрена или пак на некој напад. А функционалната абдоминална болка, значи е секојдневие во овој нашиот живот. Често доаѓаат дечиња со пред тест, стомачна после болка? тест, па некогаш на одмор. Викам, сега зошто ве боли? Сега сте на одмор. Ама сте стресле дека треба да одат на скијање. Сега скијањето им е стрес. Значи, Некогаш и убавите работи може да предизвикаат стрес. може да предизвикат. Или пак некоја имат испрашување, па ќе се стресат, па ќе почнат или да привлечат внимание. Знаете, деца кои што дома се занемарени, деца кои што оставени цел ден родителите на работа, ангажмани други, малку се гледаат со децата што ќе јадат, што нема да јадат. И во тие моменти тие барат внимание. Или ќе повраќаат, или ќе ги боли стомак, или пролив ќе добијат, или нема да какаат. Така да детето бара внимание. Ќе ги вклучиме гледачите од овој момент. Одлично. Почитувани, емисијата е контактна. Телефонскиот број на телевизијата Илма е испишан на екранот. Слободно можете да поставите прашање во програма. Професор Кеја, зошто се случува децата после силна диареја да имаат потоа стомачни тегоби? Да, ако била акутна. Откако ќе помине проблемот, да речеме себе нетолеранција на лактоза. Да, може, се случува. Значи, под поимот акутен пролив, диареја, викаме ние, значи треба да има повеќе од 3 столици за 24 часа. И тоа е само лимитирачка болест. Значи, трае 7 дена, завршува и така натаму. Меѓутоа, може да се случи, има лактаза ензим на рисичките на цревата, да биде толку, значи, бурна таа, да кажем, епизода на акутна диареја, на акутен пролив, да ги избрише тие ензими. Така да кога ќе пие млеко детето или млечни производи, нема ензим кој што ќе го преработи лактозата, ќе преработи шеќерот. Така да во тие ситуации може да се појави некаш недела, две, да има течни столици.
Транзиторна. Транзиторна, да, Ке не е помине. вродена, да. Вродената се јавува веднаш после раѓање. Со првите капки млеко кога ќе ги внесе бебето, бидејќи лактоза, шеќер се наоѓа во мајчиното млеко и веднаш ќе реагира со течни столици, со може метаболна ацидоза да дехидрира и така натаму. Значи таа е поретка метаболната, лактозната интолеранција вродена. Најчесто се стекнати понатака и се минливи. Кој некој кој што се стекнати овие интолеранции на лактоза, каква исхрана треба да практикуваат? Дали целосно треба да се исфрлат млекото и млечните производи? Не, само без лактоза. Значи, само шеќерот лактоза да се тргне во одреден временски период. Не Значи за во секогаш. одреден временски период, не за секогаш. Не. Не знам која е оваа мода, еве јас и на телевизија ќе кажам, меѓутоа сите некако се тестират на генетско ниво, се тестират за лактозна интолеранција. Тоа е еден друг тип кој што понатака се појавува кај адулти, односно кај возрастни. Ние сега имавме на катедрата за педиатрија цела недела семинар по педиатриска гастроентерохепатологија и тоа го говоревме. Значи, само доаѓаат со резултати, готово моето дете има лактозна интолеранција, значи дека цел живот нема да пие млеко и така натаму, кога ќе видиме адултна форма, тоа веќе не интересира детето, а детето пие нема ништо. Меѓутоа се прават анализи. Така да без потребно се стресуваат. Значи детето пие, а резултатот сепак покажува дека би можело да има некаква форма во текот на животот. Тоа се други форми адултни. Мислам, тоа не го засега детето. Тоа со тек на времето ензим се намалува. Затоа викаме во континуитет да се пие млеко. Зошто? Затоа што ако со години не пиеме млеко, лактазата ензимот ќе го снема од цревото. А кај возрастни може поретко пиеле, па одеднаш се појавува и таква интолеранција. Така некои родители свесно го исфрлаат, лактозата од исхраната, значи може да сето тоа да доведе до проблем. Се исфрла глутенот, се исфрла млеко, се исфрлат некои таму состојки, се јаде храна која што мајката замислила да се јаде за да биде убава, се јадат такви житарки, се јаде, значи се прават малку работи кои што се читаат дали по интернет мрежите и така натаму. Треба сепак секој да се консултира со матичниот лекар. Клучна е консултацијата, стручната да му дадеме предност на гледачот. Добар ден. Ало, добар ден. Во програма сте, повелете. Јас сакам поголем поздрав до вас и до докторката. Благодарам. Се имам јас две-три прашања. Имам внуче две годишно. Така. И ме интересира колку пати неделно би требало месо, би требало и колку сол во текот, например, на денот во оброкот. И за јајцата од препелица за 2-годишно дете, дали може? Така, јајце од препелица, дали да се засолува храната и колку често месото да биде дел од детското мени на 2-годишно дете. По 50 грама мислам дека тежината е. Да, Ви благодарам за вклучувањето во програма. Благодарам многу на јавувањето, одлично што се вклучивте. Знаете, телешко месо треба да јаде. Сега не знам друго дали внесува други протеини, меѓутоа мала количина, сепак е 2 години, детето му треба малку да има добар вкус, мала количина на сол, добро сварено да биде месото. Би преферирала телешко месо, значи ако не може секој ден, може би 2-3 пати во текот на неделата, обавезно да има. А ако може денот да почне и со телешко месо, супер ќе биде. Идеално. Идеално. 50 грама, тоа е мала количина, така да, ја викам, земете повеќе, замрзнете во мали парченца, да се вада секој дневно. Значи да се свари, да се замрзне, потоа само се вади. Или да се извади, па после да се свари. Така, свежо да се свари. Да. Препелица жива не, одма да кажам. Значи мора јајцето да биде добро сварено. Сварено добро, а не знам, некои дават и живи, слушам ваква од пациенти, не би препорачала живо. Зошто? Затоа што таму може да живеат бактерии, едно од нив е и салмонелата која што може да живее, и се разградуваат одредени холестеролски ланци кои што ги има во самото јајце. Протеинот е тој кој што ни е важен, меѓутоа добро, тврдо, варено јајце.
тврдосварено јајце од препилица може да се даде. Ако да се вари, не. Да, се вари. Одлично. Од искуство. Да, Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Повелете. Јас се јавувам за прашам за мојот син. Роден е со вродена атрезија на тенкото црево, оперира на истиот ден, поради операцијата и останат е со синдром на кратко црево и слабо напредува со килажа и со висина, па сакам да прашам докторката за каква храна треба да јаде, месо, јајце, тие работи, пошто има повеќе секој ден повраќање и надуен стомак, има и гасови. Така, ви благодарам за вклучувањето програма, да немате професорке прашања. Многу благодарам што се јавивте. Не знам дали сте биле на преглед кај нас на клиника. Да, сме. Да, одлично. Ви благодарам многу. Благодарам и ви, бидејќи уште повраќа еве детето, би сугерирала да дојдат, да видиме, значи добро што веднаш оперирано детето и синдром на кратко црево треба малку еден мултидисциплинарен пристап. Тоа е како одење на тенка жица, можеби ќе треба да додадеме ентерална, ексклузивна и можеби и парентерална исхрана. Би замолила гледачката да дојде кога може да се видиме, доколку повраќа, значи детето се уште има надоен стомак, јас мислам дека треба да го прегледаме. Слободно да дојдат еве утре, ако се слободни да дојдат. Професорке, споменавте дека многу родители на своја рака прават тестови за генетски анализи за лактоза кај нивното дете, но исто така прават и за глутен. Да. Сега, дали може детето да биде нетолерантно на глутен, а при тоа генетскиот тест да не покажува никакви промени? И за тоа има еден водич, значи што е најнов, да кажам. Секојдневно доаѓаат на вистина со такви тестови, и генетски, и антитела испитуваат. Антитела која воопшто сега и не е толку важна, се испитува, се прават, се трошат средства, се оптеретува здравствениот систем, а треба пред се, прво да го... Знаете, ако збориме за целијакија, може некоја интолеранција да биде на глутен, меѓутоа, ако збориме за болеста целијакија, со класична клиничка слика, ако имаме пирамида, само ќе бидат на врвот. Останатите деца не се со класична клиничка слика. Може да ни дојдат и со болка во стомак, и со обстипација, и со ненапредување во телесна тежина, со дистензија, значи надоен стомак, значи многу различна клиничка слика. Значи еден пейсаж од клинички симптоми. Ние треба, како секоја болест, како книга, треба да ја прочитаме и да знаеме што да испитаме. Се испитува сега за сега е ДЕКО 2, ДЕКО 8, на Институтот за имунологија и хумана генетика го работиме, а додека ткивната трансглутаминазна антитела и кај нас и на Универзитетската клиника за детски болести, а претходно работевме и се уште некогаш кај на Институтот за имунологија. Значи, тие се клучни. Доколку закаснува коскената матурација кај детето визави возраста, значи за тоа се прави РТГ шака, рентгенска слика на шаката, така? Тогаш веќе треба да пристапиме кон овие испитувања и секако припрема на детето за тенкоцревна биопсија. Значи да се види дека сите оние промени што настануваат кај целијакија. Но има спрема гайдлайнсот, доколку имаме ткивна трансглутаминазна антитела покачена над 10 пати од горната граница на нормалните вредности, ендомезијална антитела, имаме и во 2 лаборатории такви покачани. Исто така имаме генетска предиспозиција, нема потреба од правење на тенкоцревна биопсија. Веднаш детето се става на безглутенска диета и ставаме диагноза целијакија. Сега, ако се вратам наназад, порано со години се диагностицираше, се правеше биопсија, па една година се ставаше, па повторно, така да траеше. Сега малку се тоа е изменето. Дори има и брзи тестови кои што се за брза ориентација, меѓутоа не е сигурен тест за диагноза. А професорке, дали децата што често пијат антибиотици имаат стомачни тегоби? Да, со секој, мислам, самиот лек, ние лекуваме болеста, меѓутоа прави дармар, како би се кажало, ја нарушува внатрешната
на внатрешното мије на цревото. Во нашето црево секогаш еве тоа го спомнам, значи се наоѓа покрај тоа што се тие сигнали со сите органи, се наоѓаат голем број на бактерии и го сочинуваат микробиотата е тоа. Значи бактерии, вируси, така натаму се. Меѓутоа, тие праќајќи сигнали заедно со своите РНК, ДНК го прават микробиомот. Мене ми е драго што мислам дека сме ретка земја во Европа кој што го прави микробиомот, еве веќе втора година го работиме заедно со Институтот за микробиологија, каде што кај деца, каде што навистина треба се прави целиот микробиом. И гледаме која бактерија му е потребна, кој пробиотик да се даде. Значи се прави анализа од столицата и се забележува што недостасува? Така. Зашто пробиотиците се живи микроорганизми, кои што дадени во соодветни количини прават бенефит на организмот. Меѓутоа, не само да се дават, има еден куп пробиотици, разни соеви, комбинации и така натаму. Меѓутоа, ние ако даваме само одреден сој, а тој не му треба на пациентот, не му треба на детето и кога прима антибиотик, непотребно го даваме. Се зголемува тој сој на сметка на другите соеви. И во тие состојби настанува дисбиоза. Поради тоа се прави микробиом, таму кај што се работиме во 4 групи и испитуваме, се додава точно тој пробиотик кој што му е потребен за да настане стабилизација на дисбиозата на тоа, нарушување на таа клацкалка. Колку време се зема тој пробиотик? Додека трае практично антибиотската терапија, кога говориме за антибиотска терапија, и може да се продолжи и недела и две, додека не се смири малку, бидејќи може да се појави течна столица која ќе се изместат тие бактерии. Знаете, антибиотикот лекува инфекцијата, меѓутоа ги уништува и бактериите. И тогаш настануваат тие промени кои што антибиотска диареја некои деца добиваат. Антибиотска диареја. А инаку микроорганизмите, микробиомот има исклучително важна функција во нашиот организам. Не само трофичка, не само активација на хормони, на ензими, на епителни клетки, има протективна, еве и заштита за патувачка диареја, заштита на антибиотик асоцирачка диареја. И клучно е за мене имуномодулаторната. Не само, значи тоа е како еден компјутерски систем, не само за денес, туку и за иднината. Права микробиота, правилна, значи, микробиом и микробиота се реперкусија во детството, се реперкусија за понатамошниот живот во тек на адултниот период. Дали децата кои што се родени со царски рез треба да примаат пробиотици? Да, бидејќи не поминале низ тие родилни канали. Меѓутоа, денеска е тој тренд со тие пробиотици. Малку и злоупотреба може би. Тоа ве прашав колку долго треба да се зема, бидејќи него добиваат совет со години детето да пие пробиотици. Секој ден имам такви случаи. Значи, еден ден, 2 дена, 3, па месец, па точно со години. Значи, добро, не поминало низ родилни канали, се родило. Меѓутоа, детето цица. Ако цица. И на мајките кои што дојат им се дават пробиотици и им се дават на децата по тоа пробиотици, на новородените. Значи, во мајчиното млеко има една бактерија, Bifidus factor, најак пробиотик. Значи, не ви треба друг пробиотик. Ја не можам да ги убедам родителите, цица, добро напредува, прави му дава уште плюс пробиотици. Зошто? Нема потреба. А HMO, Human Milk Oligosaccharides, се вика, тие се пребиотици. Пребиотиците се важни во дебелото црево да направат милие услови за раст на добрите бактерии. Значи имаме пробиотик, пребиотик и од тоа се прави симбиотик. Ова ми е омилена тема, ја можам тука цел ден да останам. Значи сето тоа го има во мајчиното млеко? Се има во мајчиното млеко. Зашто нема потреба да се додават? Знаете, ние треба вака да направиме се што можеме да внесеме на природен начин, преку исхрана да внесеме. А не само да примаме лекови, да примаме таблети, да примаме прашоци и така натаму. Тоа е суштината практично. Ние да дадеме совети, тоа е медицина. Да, кога треба, точно, еве случајот на господјата што се јави. Предизвик е. Ние имаме сега еден многу
пациент кој што сме се дале максимално цел одел и јас лично, предизвик дете кој што има 230 деца во светот такви. Нема ганглии цревото. Значи предизвик е тука да се преживее тоа дете и да го кренеме да биде со правилна исхрана, ентерална и парентерална, и да ги поминеме сите тие пребрежја кои што ни се наметнуваат и да го оздравиме детето, да биде стабилно. Бројни предизвици се тоа во секојдневната ваша работа. Професор, ке ви благодарам многу за гостувањето во магазинот за родителство 0+ месеци. Ете, не успеавме се дофатиме. Ке ве поканам уште еднаш. Ке ми биде драго, зашто навистина има многу работи да се кажете и јавноста и родителите и мајките малку да ги ослободиме и кога треба е слободно. Јас работам на клиника за детски болести, кога можат слободно нека дојдат ако сакат. Благодарам. Почитувани, ова беше се во денешната емисија. Ви посакувам пријатен ден.